Со апелот од страна на Министерството за внатрешни работи за новогодишните и божикни празници да не се користат пиротехнички средства, согласни си поголем дел од анкетираните граѓани во Штип. Велат дека петардите се опасни, а уште повеќе загрижува фактот што пред Нова година се користат од страна на млади и деца. Затоа додаваат дека неопходно е да се казнува со цел да се намали користењето на пиротехника, ама децидни дека казнувањето треба да започне од продавачите на петарди. Начисто. Само треба да има полиција која си како што наречеме, нели, ватромет приредува и така или некое службено лице кое што ќе може. Јас сум за тие работи да се отклонат. Тој што произведува, почитувам, или тој што ги унесува, или тој што ги дава, тоа е. Иначе има аномалии колку сакате. Тоа треба се прави, тоа смрде, тоа отров. Па треба да се казнуват нормално. Тоа е страшна работа, може да се убијат, може да се повредат. Деца мали користат. Еден вид, како да ти речем, огнено оружје. Едноставно речено бомба. Може да ти скине прст, може да ти скине очи, да ти изваде се. Се може да направи. Многу опасно и тоа, треба да преземе власта некои мерки за да може тоа да се спречи. Родителите не знаат, скришно зимат и после белја се настанува и тети проблем. И цел живот ќе остане инвалид детто. Една недела, види сега, една недела пред да биде Нова година, значи у тај случај по сите маркети се продава пиротехника. Било што. Една недела нормално се користи со присуство на родител. Најнормално. Ама дозволено. А тука се забранува, не знам зашо се забранува. И зашо да одат у Скопје да видат, а тез ги продават. Тука у Штип ке фанат, некој ќе го казнат. Најнормално малолетни деца не треба тоа да го користат без присуство на родител. Тоа е најнормално. Ама оние што се осветлувачките, тоа што се ракети, макети што исфрлуваат бои мои, тоа не би требало да се забранува. Тоа не е ништо страшно. Од Министерството за внатрешни работи апелираат за празниците да не се користат пиротехнички средства со цел поголема безбедност за граѓаните. Дополнително, Законот за прекршоци против јавниот ред и мир во член 31 предвидува глоба за оној кој неовластено употребува пиротехнички средства. Согласно Кривичниот законник, во член 396 е предвидено недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, при што тој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од 3 до 10 години. Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, сторителот ќе се казни со најмалку 5 години затвор.